Од студиото 3, заедно со мојот колега Вана, го започнуваме нашиот разговор. По наредните минути ќе разговараме за 32-иот моден викенд кој што помина во Скопје и навистина со ова издание нашите дизајнери му докажаа на светот дека има што да понудиме. Меѓутоа во наредните минути ќе разговараме за тоа дека тој раскош кој што се случува под рефлекторите стои голема креативност, истрајност и вложување од македонските дизајнери. Исто така ќе прашаме и каде е иднината на македонската мода, што се случуваше за 32-иот моден викенд со нашите соговорници, дизајнерите Марија Стојановска и Ѓорги Петрушев. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Какви впечатоци е да прво носиме после крајот на ова 32-ро издание? Марија ни кажа ти си понова во овие води малку, да, Ѓорги, нели со повеќе искуство, па би сакал да ги споделиме заедничките ваши впечатоци, дали се остварија очекувањата од ова 32-ро одлични впечатоци. Моден викенд, 32-ро издание, помина одлично, се случи минатиот викенд и сите домашни и странски дизајнери кои што се представија на нашата сцена беа одлични, воодушевена сум од сите и можам да кажам дека предобро искуство. Да, дефинитивно импресиите беа ги достигна нашите очекувања и мислам дека супер помина и оваа сезона. Посетителите мислам дека беа задоволни од сите дизајнери. Особено од сите млади луѓе кои што се појавија, исто така имаше дизајнери од Кина првата вечер, така да мислам дека самиот настан помина одлично. Како некоја резиме од 32-иот моден викенд по социјалните медиуми беше дизајнерски раскош. Имавме прилика често да го прочитаме тоа, така што со што се представивте вие пред публиката? Па јас се представив со машка колекција, тоа е мојата прва машка колекција, насловена како Дисонанца под менторство на Никола Евтимов при Фон универзитет. Огромна благодарност до Никола Евтимов и Снежана Чолович за сета соработка и труд и ме пратеа во текот на целиот процес во изработка на колекцијата. А мојата колекција е инспирирана од панк движењето. Премногу сум задоволна. Тоа е моја прва машка колекција, огромен предизвик, многу сум задоволна и би кажала дека и на момци и на девојки стои одлично. Оваа сезона беше четврта сезона за мојот бренд. Инспирирана беше од женственоста како и секогаш како продолжување на самата приказна на брендот. Имавме скулптурални форми заедно со флуидни форми измешано, додека самите бои беа инспирирани од самата пролет, од расцветувањето на пролетта, едноставно завршување на сите тие темни зимски циклуси, започнување на некои нови почетоци кои што доаѓаат со самата пролет. Тоа беше начално инспирацијата за самата колекција, додека сакавме од друга страна да го прикажеме техничкиот момент на изработка на облека во кутур смисла, оној момент на рачно шиење и на традиционални занетчиски способности кои што ги носи самата мода. Што е она што публиката не го гледа е клучно за реализација на еден ваков обемен проект? Како изгледа деновите на еден дизајнер пред представување на својата колекција на писта? Сигурно кога го гледате финалниот производ ви е убаво, ама не ви е лесно. Па самиот процес е прилично хаотичен, бидејќи многу нешта се менуваат. Убаво хаотично. Да. Да, убаво хаотичен, бидејќи многу нешта се менуваат додека да стигнеме до прикажувањето на креациите. Така да е многу напорно, многу работни часови во денот се минат работејќи на парчињето облека, многу фитинси се прават. Се менуваат, како што кажав, нештата, се менуваат целосно дизајните по некоја што почеток, за да се прикажеме најсоодветно пред самата публика. Ѓорги, ти веќе имаш поголемо дизајнерско искуство, додека за Марија кажавме дека е во поновите дизајнери, новата генерација. Колку модниот викенд отстапува простор за нови дизајнери да отскокнат и да ја покажат својата автентичност и дали имаше такви нова 32-ро издание? Па да, мислам дека секоја сезона имаме нови млади дизајнери, мислам јас самиот сум сведок и на тоа каква платформа е Fashion Weekend и кај нас дека дава огромна можност на младите дизајнери, затоа што уште од факултет се представам на Fashion Weekend и сега и со својот бренд кој што веќе една година постои. Ево исто и Марија е пример за тоа која што со својата абсолвентска колекција всушност се представи на самиот настан. Така да дефинитивно Fashion Weekend е платформа на која што млади талентирани луѓе можат да ги представат своите способности.
Марија, ја доби поддршката која што ја очекуваш? Да, дефинитивно ја добив поддршката која ја очекував и се помина предобро. Одржливоста се провлекува како тема на изданијата на Модниот викенд. Која е вашата генерална перцепција или впечаток? Колку ни е развиена свеста за одржлива мода, бидејќи знаеме колку модната индустрија е загадувача во светски рамки. Посебно брзата мода. Да. Многу ми е драго што и кај нас има дизајнери кои што ја негуваат одржливата мода. Тука би ги спомнала Никола Ефтимов и Ирина Тошева. И мислам дека треба уште многу да се работи на тоа поле и мислам дека сите треба да сме свесни и сите да ја поддржуваме одржливата мода, затоа што е многу важна. Тука се секако и социјалните мрежи и новите технологии во модата, така што колку тоа го менува начинот на кој што се презентира, меѓутоа и на кој што се конзумира самата мода и парчињата гардероба. Дефинитивно социјалните медиуми се голема поддршка во нашето представување. Мислам, како и за млади дизајнери, така нели сами и големите брендови максимално го користат нивниот потенцијал за да се долови што поголема публика и дефинитивно отвара некои нови перспективи, нов видик нели на самата публика. И едноставно ја прави модата да биде поблиска до сите, не само до одредена категорија на луѓе кои што можеби сакаат мода. Со помош на социјалните медиуми модата ја шири својата порака која што треба да ја пренесе многу полесно и допира до поголема маса на луѓе. Сега социјалните мрежи ќе ги споиме тука и со економијата. Ако некогаш на вашите повозрасни колеги дизајнери им беше потешко да ги пласираат побрзо своите креации и во светски рамки, денес социјалните медиуми тоа го овозможуваат. Колку вие како млади дизајнери гледате поддршка во социјалните мрежи за да модата полека стане една сериозна гранка во економијата кај нас? Дали вас ви се случува примери преку социјалните медиуми да добиете пофалби за креации, да ве комуницираат луѓе од други земји? До двајцата ми прашањето може да се надополни. Да, јас мислам дека имаме премногу голема предност со социјалните медиуми, социјалните мрежи. Дефинитивно тоа е светски феномен кој што е од голема помош на сите нас денес. Исто така и во модниот свет и мислам дека е одлично. Пред да ни одговориш, како котираат македонските дизајнери на светско ниво од вашите впечатоци, од вашите импресии, од комуникацијата со други колеги од другите земји? За македонската мода конкретно. Мислам дека дефинитивно многу помогна социјалните мрежи во представувањето нели на македонските дизајнери надвор од тука. Мислам исто и мене ми се случуваат да ме контактираат луѓе кои што не живеат тука и ги бараат моите дизајни, така да исто го гледам и кај мои други колеги кои што или имаат онлайн бизнеси со својот дизајн, така да дефинитивно многу полесно да се развива самиот бизнис преку социјалните мрежи. Сигурно сум дека будно ја следите светската модна сцена, така што и од регионот и прашањето ми е во однос на тоа се разликуваат ли нашите македонски дизајни по нешто, дали се издвојуваме, имаме ли моден македонски код? Мислам дека се повеќе се развива, имаме на што да го темелиме тој код, тоа е нашата традиција и култура од минатото. Да, кај некој повеќе, кај некој помалку, но мислам дека е многу. Да, сепак се провлекува и е многу убаво да се гледа. Да, мислам и јас во своите дизајни мислам дека и Марија секогаш сакаме да користиме одредени елементи кои што се од минатото и од нашата традиција и култура. Заврши модниот викенд, се представивте таму, што е следно што може да го очекуваме после сумирањето на впечатоците? Јас веќе почнувам да следам некоја стратегија која што имам за својот бренд за понатомошните месеци, во однос на промоција на самата колекција, работа со клиенти, изработка на нови парчиња и се разбира, мислам, иако сега заврши модниот викенд, веќе започнуваме со припрема на нови дизајни за следна сезона. Така, значи нема одмор. Да, дефинитивно нема одмор, а јас продолжувам да се занимавам со модниот свет и мислам дека дефинитивно предизвикот за машката мода. Така. Благодариме многу за гостувањето во утринската програма на Јавниот сервис. Благодариме за издвоеното време.